Од трите борби една видовме во четвртата или втората што ќе се одржи, ќе се сретат Фати Вејсели Македонија во црвен дрес и во син дрес, еден од најдобрите борачи на годинашниот бисер, Иван Гвидеа од Романија. Тој минатата година беше трет на Европското првенство, а на Олимпијадата во Рио го освои 10-тото место. Во првото коло овде го победи Седали од Косово, во второто Сейфулаху, нашиот репрезентативец, и еве сега се бори за првото место. Почеток на борбата, тука крај додека го следите овој дуел во кој што апсолутен фаворит е, реков и на почетокот, романецот Иван Гвидеа, покрај мене Дејан Богданов, нашиот борач кој последен освои еден вреден медал сребрен на Медитеранските игри во Мерсин. Тој со својот брат Виктор сега се начело на кормилото на Балканец. Реков на почетокот 100 дечиња, па Богданов, може ли да очекуваме од тие дечи на идни шампиони? Значи, во Балканец беше една многу лоша ситуација, значи моравме да се нафанеме да работеме, бидејќи ние потекнуваме од борењето, потекнуваме од Балканец, така да во Балканец направиме една прекрасна екипа. Никој сам не би можел да работи во борењето, бидејќи во борењето сите кои сакаат борењето, значи заслужуваат да се во моментот во борењето, така да и тие што треба во моментот се во салата за борењето. Имаме прекрасни деца, значи во Балканец, исто така не само во Балканец, значи во моментот сум и во федерацијата, значи сум правил посета на сите клубови во Македонија, така да сета наша поддршка која даваме на клубовите, сета наша идеја клубовите да работат е за да почнат да работат сите со млади деца, бидејќи војнината е во помладите, така да мислам дека во скоро време значи ќе имаме многу голем квалитет на борачи. Тоа исто така може да се го покаже, значи за 2 месеца ќе имаме еден турнир, исто така ќе биде прекрасно организиран во Штип, кој се го организираме ние како клуб, како традиција, тоа е Штипски асови, тој ќе биде за помладите, така да ќе бидете и вие поканите и ќе видите значи дека во Македонија квалитетот е во помладите, дека борењето повторно се дига на правиот пат и дека у скоро време значи ќе имаме и добри младинци и добри сеньори кои ќе носат медали од европскиот светски првенство. Остани тука, посакувам да биде така, а да ја проследиме оваа борба. Дава отпор Фати Вејсели. Во првото коло тој беше поразен од Сейфулаху, во второто го победи Седали од Косово, додека Гвидеа имаше 2 победи против Седали и Сейфулаху. Богданов има обврски околу организацијата, па еве да ја заврши својата мисла, она што ја почна пред малку за нашето борење. Па значи да, значи борењето веќе е во правилни раци, значи нема да биде борење на 1, 2, 3 луѓе во Македонија, значи борењето е на сите нас, на сите борачи, на сите новинари, значи на сите заеднички, сите со една желба, со една цел, и мислам дека борењето веќе ќе биде на правиот пат. Значи веќе е забравено тоа 1, 2, 3 да раководат со македонското борење, значи спорт со еден човек не бива, значи спорт бива со многу луѓе и тоа го направивме. Ети ги гледате, сите се во салата присутни со една цел. Борењето повторно се врати на правиот пат со големи резултати и да славиме сите заедно. Дај Боже, што би се рекло, да славиме. Ти благодарам, Дејан, многу успех во работата и тебе и на брат ти со Балканец, и да имаме добри борачи. 6-2, првата рунда дава добар отпор нашиот репрезентативец во дуелот со Иван Гвидеа, а тренер на романците, да кажам дека е Анадоли Гвидеа. Тој е интересна личност, тој е молдавец, во кариерата се бореше за Бугарија, а сега е тренер на Романија. А овој Гвидеа што го гледате на душекот е негов брат. Сега можете да предпоставите за што се говори и за што се живее во семејството од Молдавија Гвидеа, кој настапуваше за Бугарија и сега за Романија. Гвидеа во офанзива,
za Bogdanov da kažem дека покрај оној медал од Медитеранот, тој имаше освоено сребрени медали од Европско кадетско и Европско младинско првенство. Завршува борбата, не можеше да даде отпор, се истроши во првата рунда и во првиот дел од втората рунда нашиот борач Фати Вејсели и победа извојува како што и предпоставував и прогнозирав Иван Гвидеа, кој е еден од најпознатите учесници